Чекајте, при ситуација, да рече, кога тирана БЈРМ на нас ни вели, кога косоварите никако не ословуваат, велат како меѓународната заедница, слушаме како ни вели, исто кога од нив поучени или синхронизирано и албанците во албанските партии истите клечки ни ги кршат. И ве молам, зошто од тие пријатели на Македонија еден не рече да биде на теразијата со исти тегови? Да рече, дајте вие, па и они, а не само консензус, отстапи Македонија, отстапи докаде. Ние сме на работ на амбисот. И ова е дефинитивно затварање на македонското прашање. Дефинитивно ова е затварање, со името. Со името. Па ние нема да дозволиме. Академик Кристовски и госпоđa Економска, само да ве прашам тројцата. Со оглед дека грците факт е дека се во резил. Срамот нивни не може ни најголемот океан да го испере. Факт е, ќе се согласите со мене. Тие се во була, во тешка криза. Ние не сме. Дали може, и вас како правник, вас како историчар ви прашувам, ние подпишавме договор, верификувани во Советот за безбедност во Светската асамблеја, ние да влеземе, тоа каже еден политичар, да бидам Павле Транов, да бидам искрен, 4 април, ова година по Букурешкиот, заедно бевме во емисија, се сеќавате? Да. Значи, дали може да се случи да се случи мораториум на прашањето за името, за година дена, да влеземе под БЈРМ во НАТО, а од тогаш, кога бидејќи сме рамноправни, со сите нишани и со сите правни процедури, да го решаваме прашање. Па нели тоа барање беше еднаш поставено? Па тоа беше и поставено, и тоа можеше да се реши во Букуреш на истиот начин. Меѓутоа, европејците, представниците на Обединетите нации, зашто големите сили беа таму, и Франција, и Британија, и другите, и Америка, зошто не рекоа, според спогодбата, што ја направивме преку Обединетите нации? Немате право. Немате право да ги спречувате. Зошто никој не обелезат? Меѓутоа, изгледа се присетија дека кога во Егејскиот дел се водеше борбата до 49-та година, јас ги слушав англо-американските авиони кога бомбардираа и на Вичо и на другите боишта. Со напалм. Тоа се некои рецидиви кои денеска се чувствуваат. И кога Југославија им ги затвори границите на борците македонци, кои што од таму бегаја токму од тие напал бомби. И денеска, јас имам пред 10 години така напишано една колумна од мајка ми, селанка жена беше, то скуче Чорчил вика. Тој подели Македонија, а селанка беше со 7 деца од Костурски села. Сите го знаат, тие бомби не се случајно фрлени и го раштркаја народот. И побегна по Бугарија, по Албанија, по Југославија. Дали може тоа да се случи? Со оглед дека нема излезно решение. Јас се сигурен сум дека... Како нема излезно решение? Нема тоа што нема решение. Секогаш има излезно решение, тоа треба и да не биде девиза. Јас го поддржам ставот, господин академик. Значи, работата е вака. Дали може, значи, Република Македонија, ние не бевме во Букуреш, да подсетиме, со БЈРМ, бевме со едно повторен модус и венди, не да речем како Република Македонија Скопје. Со таков предлог бевме, така? Како платформа појдовна за разговори, а ние не бевме со тоа како прифатено име. Туку од тука да појдеме и да разговараме. Не, прифати, народот не го прифатил тоа име. Не. Како појдовна платформа за разговор беше тоа. Добро, јас би кажал само вака. Да. Во врска со ова прашање. Колку ја очекувам, не може да... Доколку нашето државно раководство не го направи ова, ајде да го злоупотребам Блаже што рече гаф, додека ние не направиме отстапки. Работите, решавање на прашањето е по друг тек. Јас верувам дека грците едноставно ќе најдат начин, било со предвремени избори или на друг начин, да го замрзнат решавањето на прашањето, да остане статусво како што е кај нас. А вие знаете дека пролетни доаѓаат нас исто така избори, локални избори, така натаму. И само по себе тоа прашање ќе се пролонгира. Единствено може да се реши под ова што викате притисок морков и стапот. Ако нашето раководство прифати, тоа што прашање ќе се затвори. Меѓутоа, ако не се затвори, мора да сватат дека
правдата, што велите условно, иако тоа во политиката нема, на наша страна. Јас не знам што нашето државно раководство прави за овие, да речеме, 18 години или 15 години од изграденото име. Меѓутоа, ако нас 121, барем онаја што го знам официјално, не признале под уставното име. Тоа значи, следно се вратиме, дека надворешните фактори повеќе воделе сметка за нашите собствени национални и државни интереси, отколку што ние сме воделе сами. За да не признаат од 192 држави, 121 сега може би се повеќе, не знам, тоа е доволно аргумент за многу сериозно да размисли нашето државно раководство да не помисла за било какви компромиси што значат отстапки. Замислете, јас очекувам доколку ние направиме отстапка. Сите тие, дури сосема оправдано и логично, ќе го сменат, ќе ја повлечат таа одлука и ќе не признаат под новото име. Тоа е сосема за очекување. Меѓутоа, дали ние доволно направиме, како што грците лобираат против нас, да ние придобиеме уште некоја држава, за да можеме, така да речеме, на еден фин начин го решиме тоа, да го затвориме прашањето, спротивно на интересите на овие фактори кои што се против нас. Да. Одиме со рекламите и ги вклучуваме. Само да ви кажам, за правдата секогаш само народот се борел. И народот ја извојувал правдата. Во политиката и во историјата зборот правда не постои. Постои само зборот интерес. Интересите ја стварале вековната милениумска историја и политиката исто така од неправда, односно интерес. Интересот е секогаш неправда за народот. Личниот интерес. Одиме со или на група. рекламите и ги очекувам гледачите со прашања. Режи, одиме со рекламите.